последни 2-3 години кај нас се попопуларен ти е пилешко во кари сос, што автоматски го имаш на сите ресторантски менија. Ја ќе ви покажам како да го направите на мој начин у ваша кујна. Зимаш пола кило пилешки стекчиња и си ги сечеш на штанглици по должина. Пилешкиот стек и ствари рај за билдерија. У 100 грама има само 4 грама масти, а 31 грам протеин. И онда станеш вак. Не гледаш? Гледаш? Значи, сакате да знаете, највише протеин има у свинското месо. Али има поише масти, а и пилешко е поевтино каде-каде. Така да ние спремаме денес пилешко. Една лажичка сода за готвење. Значи го мекнува месото, али не го прави као саламурата. Луѓе, бегајте од саламурата. Саламурата е многу штетна. Најчесто стават на старо месо, што Виетнам војната, за да не се расипе. Значи саламура не јадеме. Саламурата ти усвари нитрат, кој што е многу штетен за конзумирање. Содата не е нитрат, можеш слободно да конзумираш, никаков проблем немаш. Едно кромиче. Постојат други фори за да домекне пилешко. Например, можеш да го ставиш у млеко, преку ноќ да одлежи. Работи, функционира. Пратиме се. Грил тавчево. Оне нема милено. Маслиново, 2-3 капки. Путарче малце. Тавчето иде на средна температура. Не на најако. Доста на најако, ти ви кажам. Ќе почне вака пуцкета, тогаш е спремна за пилешкото. И ги ставаш се држат. Прати. Чанк. Чанк. Малку соца. Малку така биверче. Биверов ти е многу јак манго. Значи помага при варењето на храната. И едата од другата страна. И овие се здружи ептен. Значи сега ти е у најбоље години пилешково. Гледа го. Гледа го. Тинеџер. Устава малце кора од лимон. Само да го полуди. Пилешкото е готово. Сида на страница мојрецепти.mk. Ова го ставаме да се одмори. Пази се, тавчево не иде на мијање. Иде на страна. Малецко братче од делимана. Роки, малиов роки. На рингица. И почињаш. Една голема лажица кари. Една мала лажичка куркума. Усвари, жолтата боја на карито дојде од куркумата, знаете. Имаш неколку врсти на кари. Црвено, жолто, зелено. Ние денес имаме работа со жолто. На врв на лажичка биверче. Кумин, меленки. Околу пола лажичка. И чили. Четвртина лажичка. Соца, прстофат. И сега му ставаш малце маслиново. Дрвено лајче и промешуваш. Грил тавчево, поново овде, му го ставаш кромидот. Додека кромидот взима залет, 2 чешњија лук. И лукчето си го ситниш на ситно. Го дружиш со кромидот. Свари, не се збуните. Кариво не расте на дрво. Кариво ти е зачин со потекло од Јужна Азија. И е мешавина од зачини. Секојаш го чуваш на темно место, да не изгуби бојата и вкусот. Значи, тегла кари, никако. Пола литро павлага за готвење, подмешнуваш. И го оставаш да проврие. Кога ќе почне да пробрива, му додаваш околу 20 грама сев. Умеѓу време, прокењ. Значи, нејќу да ми е свежуто утава. На половинки. Прокењот ти усвари од фамилијата на зелки. Мало зелче, али техничарче. Многу е добар у борбата против ракот. Многу е добар. Сериозно, прокењ да конзумирате. А има дупло подобра енергетска вредност со зелката. Тавчето пак на ринго. Маста му извадивме на тавчево. Прокењчево иде да си игра малце у тавчево. Па. И помалецки видат цели. Малце солца, малце црн пипер, малце мускатно оревче. Си чистиш 2 моркова и прати го сега братов.
Ова ми е најново, братче. Junk. И растура. Цвекло, кој љубиш. И растура. Кромичево што го прчевме? Иде као подлога. Значи од сосчето прелеваш одоз горе. Тоа е доволно од сосчето, зашто овој сос е многу јак. Истиот сос може да го користите за риба и за ориз. Цвекленце, здраво е, витамини се, кога се витамини упрашање, само рендано цвекло. Морковче, има една фора со морков, значи морковот сам по себе не го ослободува бета-каротенот ако не му ставиш малце масло. Затоа ние сега ќе го сервираме, а после ќе му убацам и малку масло одоз горе. И на крај, брачињава си трчкаат. Значи за прокидот кажавме. Поздраво, здравие! Ова е моето пилешко со кари сос. Си коциш по дома пилешко со кари, цел стан ти мириса на малечката невеста. Профи! Ако ви се свиѓа, пробајте го, пратете сликче, стиснете лайк, стиснете subscribe. Се гледаме. Чао!